Во просториите на општина Кичево денеска се одржа настанот под мотото «Културниот диалог како мотор за локален развој». Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на културната разновидност за диалог и развој. Настанот беше организиран од општина Кичево во соработка со коалицијата на граѓански организации Форум на немнозински заедници во Република Северна Македонија со цел промоција на меѓукултурниот диалог, соработката и солидарноста меѓу заедниците. Отворањето на настанот го направи градоначалникот на општина Кичево Александар Јовановски, кој истакна дека општина Кичево останува посветена во подршката на културата, иновативните идеи и младите кои придонесуваат за поотворено и пообединето општество. Нашиот град, кој со богата историја, различности и традиција, која со векови ги поврзува луѓето, идеите и културите. Особена чест и задоволство ми представува што денес сме заедно на настанот, наречен културен диалог како мотор за локалниот развој. Тема која не е само актуелна, туку и суштинска за иднината на нашата општина и на целото општество. Културата не е само наследство што го чуваме. Таа е жив процес, простор за комуникација, разбирање и создавање доверба помеѓу луѓето. Токму пред културниот диалог се градат мостови меѓу генерациите, заедниците и различните перспективи. Во време кога светот се соочува со поделби и предизвици, локалните заедници имаат особено важна улога да покажат дека различностите можат да бидат сила, а не пречка. Општина Кичево останува посветена на поддршката на културните иницијативи, на младите креативци, на уметниците и на сите оние кои преку својата работа придонесуваат за поотворена, поактивна и пообединета заедница. Националниот координатор за меѓуетничка соработка Салко Куч рече дека локалното општество е просторот каде културниот диалог добива реална форма. Локалната заедница е простор каде што културниот диалог добива реална форма во училиштата, културните институции, јавните простори, младинските институции и секојдневната комуникација меѓу луѓето и така се создава атмосфера на доверба и разбирање. Едмонд Феза од Мировниот корпус изјави дека оваа организација го одбележува јубилејот 30 години присуство во Северна Македонија и дека во текот на овие 3 децении околу 1000 волонтери работеле со граѓаните на бројни активности. Мировниот корпус во Северна Македонија ова година обележува значаен јубилеј 30 години присуство и партнерство со локалните заедници. Во текот на овие 3 децении речиси 1000 волонтери имат работено заедно со граѓаните во повеќе од 150 заедници. Тие имат служено во општини, во средни и основни училишта, невладини организации и владини институции, имат свој голем придонес во областите на образованието, младинските политики и граѓанското учество. Додека Братислава Танасковиќ, координаторка на Форумот на немнозински заедници, истекна дека темата за која денес се дискутира представува темел на заедничкото живење. Темата под која се обединуваме денес представува темел на нашето живење. Културата честопати ја доживуваме преку уметноста, традицијата или фолклорот, но културата е многу повеќе од тоа. Таа е начин на размислување, начин на комуникација. Таа е своевидна компетенција, политика, но и вредносен систем. Културата како составен дел од меѓучовечките односи самата по себе воспоставува општествена интеракција. Зборувајќи за културен диалог, ние всушност зборуваме за потенцијален економски напредок, за социјална правда, креирање на отворени локални средини каде секој граѓанин, како што веќе спомнавме, може да се чувствува безбедно, вреднувано и достоинствено. На овој настан присуствуваа представници на институции од граѓанскиот сектор, како и други граѓани.